Почитувани гледачи, добро вечер. Нова работна седмица, прво издание на вестите на КТВ во истата и првите неколку теми од вестите поврзани со она што кавадарци и годинава веќе гостува за Цебет и Квешкиот Гроздобер. Имавме многу гости, уште една успешна манифестација, а деталите ги гледате во продолжение. Денеска министерот за транспорт и врски Милијана Киевски во Кавадарци додели 14 решенија за легализација на диво изградени објекти. Апелираше граѓаните да го забрзаат доставувањето на елаборати. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов рече дека формирана е уште една комисија која работи на процесот на легализација. Министерот за транспорт и врски Милијана Киевски денеска во Кавадарци додели 14 решенија за легализација на дивоградби. Тој апелираше граѓаните да ја забрзаат доставата на елаборати со цел да се испочитува крајниот рок. Веќе во Република Македонија се легализирано околу 60.000 диво изградени објекти и ова прилика ќе искористам да напоменам дека најголем проблем во Република Македонија, тој се случува во Кавадарци, непотполна документација, односно недоставување на геодетскиот елаборат. Крајниот рок истекол во јуни 2014 година. Јас ги повикувам граѓаните, компаниите час поскоро да порачаат геодетски елаборат или ги подигнат оние геодетски елаборати кои се веќе изготвени, бидејќи после јуни 2014 година не ќе може да го поднесат тој геодетски елаборат и ќе го изгубат правото за легализација. Она што го направивме последниот период во соработка со Министерството за социјална политика и со Агенција за кадастар, за 50% се намали цената за изработка на геодетските елаборати во соработка со геодетските фирми, така да сега цената уште е пониска. Тоа го направивме со цел да му излеземе во пресред на социјално ранливите категории, а тие луѓе пак согласно законот не плаќаат надомест за легализација. Бројките се тие, 60.000 легализирани објекти, но проблемот се уште во Македонија, каде што околу 200.000 геодетски елаборати не се доставени, било да е тоа од компаниите или од граѓаните, тоа во моментов е еден од најголемите проблеми. А без геодетски елаборат не ќе може катастарот истиот да го запише. Во општина Кавадарци биле доставени 7.249 барања за легализација на објекти изградени на диво. Од овој број, околу 2.000 барања се однесувале за легализација на викендици на Тиквешкото езеро. Моментално некаде околу 12% имаме реализација, бидејќи и од министерот, односно од Министерството се бараше образување на овој процес. Формиравме на постоечките 2 и 3 комисија, така што мислам дека во натамошниот дел од постапувањето на администрацијата во локална самоуправа, процесот ќе биде за 50% убрзан. Меѓутоа, тоа е нашиот дел кој што треба да го средиме. Јас апелирам до граѓаните, оние кои што имаат прекин на постапките заради некомплетна документација, да тоа го побрзаат и да си го фатат редот. Меѓутоа, пак ќе повторам, таму каде што има ургенција, значи на луѓето доколку им треба тој објект за нешто, дали под хипотека да се даде или пак за компанија, тогаш тие предмети ги земаме и по брза постапка за неколку дена ги завршуваме постапките. Вкупно 7.249, со тоа што морам да истакнам дека околу 2.000 или над 2.000 се викенд кучички на Тиквешкото езеро, кој што го чека на некој начин измените во законот, на кој што на некој начин и владата имаше разбирање да донесе измени на законот, и сега и тие се во процедура. Значи полната бројка е 7.249 објекти. За жал се уште има диво градење. Ние со нашите служби имавме пред некое време акција. Добро е што тоа не се индивидуални стамбени куќи, нити па колективни, туку се некои доградби, некои гаражи и така натаму, кои што се и полесни за уривање. Јас апелирам. Целта и на донесувањето на овој закон беше токму тоа, да се спречи дивото градење, да се направи еден пресек и потоа да нема никаква толеранција за дивото градење. Релаксиран Гроздобер имавме годинава благодарение на празните винарски визби, оцени министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски. Тој викендов беше во Кавадарци на винскиот карневал и нагласи дека доаѓаат добри денови за лозарството и винарството, бидејќи се зголемил извозот на вино во шишиња, а пораснала и цената на наливното вино.
Празникот на лозарите помина, сега тие се интензивно ангажирани околу собирање на преостанатиот род на грозје од годинашната реколта. Вранецот е веќе обран над 60% од количините кои што ги има во Тиквешко, во тек е бербата на исто така масовно застапената Смедеревка. Од оваа сорта собрани се само 15%, а за берба остануваат уште неколку високо квалитетни сорти, чија берба е покасна. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски викендов беше во посета на лозарите за време на Тиквешкиот гроздобер. Искажа задоволство од релаксираниот гроздобер. Ценам дека сега е навистина добро. Ние некои негативни информации од терен за среќа немаме. Нема ни поплаки, особено големи од страна на лозаропроизводителите, секако дека има одредени аномалии од одредени откупувачи и потоа остави реакции на лозарите, меѓутоа генерално можеме да дадеме на позитивна оценка. Сега имаме малку деликатни и временски прилики и би апелирал до сите организирани форми на здружување на лозаропроизводителите и на самите винарски визби да ја забрзат динамиката, заради тоа што доколку продолжи и понатаму да врне дождот, би требало да се очекува дека квалитетот на гроздето би можело да се намали. Во тој случај е добро, значи, да имаме едно организирано берење, организирано доставување и примање од страна на откупувачите или винарските визби, со цел да имаме квалитетен род. Ние имаме, меѓутоа, да се погрижиме да не го спуштиме тој квалитет. Истовремено можам да кажам задоволство од следните причини, доколку имавме залихи на вино во винарските визби, тогаш немаше да имаме оваква ситуација на релаксиран откуп и на некој начин веќе не покачување на цената на грозјето, туку враќање на старата цена која што претходно имаше. Велам, добро е тоа, заради тоа што сите количини, да не рецитирам во проценти, но видите огромен процент, сите количини на вино, на залиха кои што беа во винарските визби, се веќе продадени. И тоа ни создава, значи, вака една позитивна ситуација да можеме да идеме во еден помасовен откуп. Задоволува во исто време и излозот на винското грозје, што не би требало многу особено да не радува. Меѓутоа, по тој основ ние фактички го регулираме пазарот и пазарните односи во државата, заради тоа што не е добро да имаме вишок на грозје, на производ, со што би повлијаело на спуштање на цената. На овој начин го ја регулираме цената сите заедно. Значи и Министерството како посредник, но од друга страна и лозаропроизводителите, односно винарските визби. Велам, очекувам во иднина и тоа да го нема, заради тоа што Македонија го зголемува процентот на извоз на вино во шишиња, што е наша крајна цел. И од тука и нашата подршка преку програмите на Министерството и на владата во делот на винскиот сектор да ги стимулираме, да ги поттикнеме и да им го лесниме пласманот на македонското флаширано вино. Од друга страна, исто така и цената на виното вино пак се покачува, што е добро, меѓутоа уште е подобро што е тоа потврда или валоризација на квалитетот на нашето вино. Имаме ситуации кога квалитетно вино, македонско, се продаваше за многу ниска цена, што создаваше неприлики на професионално ориентираните винарски визби да се занимаваат сериозно со овој бизнис, ама не да трпат загуби заради несериозни винарски компании кои што по цена продаваа нешто што со мака, со труд од страна на лозарите е создадено. Дождот денеска ја прекина бербата на грозје. Лозарите свртани кон небо, а прогнозите велат дека утре и во среда нема да врне, така што земјоделските работи ќе можат слободно да се одвиваат.
Врнежливото време повторно им создава проблеми на лозарите кои денес иако заминава лозовите насади мораа од време на време да паузираат соберењето на грозието поради дождот. Сега сите погледи на производителите на грозие се свртени кон небото со прашања дали деновиве ќе паѓа дожд или не, дали дождот и понатаму ќе им создава проблеми на лозаропроизводителите. Според прогнозите на синоптичарите, утре и во среда ќе биде сончево, така што гроздоберот ќе може да се одвива непречено во плантажите со грозие. Веќе од четврток повторно се најавува дека ќе врне дожд, па затоа лозарите брзаат со бербата на грозието за да го надитрат дождот, да се собере родот за да не скапе по нивите. И лидерот на лозарите Љупчо Аризанов потврдува дека дождот негативно влијае на гроздоберот, отија намалува шекерноста на грозието и исто така ги намалува шекерните единици. Како што кажавме, деновиве има и такви, иако се ретки, кои чекаат од дождот грозието да им одврати, што се вели, очекуваат со тоа да добијат на килажа, па да добијат и поголема цена за килограм грозие, тогаш кога грозието во лозијата ќе биде при крај. Заврши уште еден тиквешки гроздобер. Викендот во Кавадарци имаше многу гости кои празнуваа заедно со кавадарчани. 1100 учесници беа дел од винскиот карневал. 3 дена се чествуваа грозието и виното на тиквешкиот гроздобер во Кавадарци. Годинава лозарите во малку поопуштена атмосфера ги пречекаа гостите, бидејќи проблемите со кои се сретнуваа на минатогодишните берби, пред се со неизвестниот пласман и ниски цени, годинава како да се надминати. Организаторот на оваа манифестација, која се одржува од далечната 1964 година со мали прекини, е задоволен од посетеноста. Велат се испило многу вино, но и скарите поминале одлично, иако според кавадаречкото гостопримство не се мери колку се испило и изело. Дел од кавадарчани пак беа револтирани од тоа што имаше голема неусогласеност на програмата и одржувањето на настаните, најавени во еден термин, а се одржуваа во друг. Морам да го изразам моето задоволство од овогодишниот гроздобер. Тиквешкиот гроздобер и карневалот ги организираме со една причина, а тоа е да одадеме почит на онаа што сте ние. А ние сме лозари, ние сме винари. Тоа е тоа со кое што се раѓаме и со кое што умираме. Токму заради тоа оваа година и минатата, меѓутоа уште повеќе оваа година, и со посредство на владата, и со посредство на Севишниот, успеавме да имаме една беричетна убава година со среден откуп и навистина со цени кои што за прв пат ги договорија лозарите и винарите. И тоа е една причина уште повеќе да празнуваме. Се наоѓаме во средината на гроздоберот, луѓето се уште уморни и се по своите лозија, планираат утрешниот ден, меѓутоа ние чествуваме. Имаме богата културна програма, можеби најбогата досега. Кон тоа се приклучија и сите ресторани во градот кои што имаат своја програма, така што мислам дека овие 3 ноќи се бели ноќи за Кавадарци, ноќи во кои што се празнува и задоволен сум прво што еве втора ноќ поминува без никаков инцидент со пиење со мерка. Не ги броиме ниту галоните, ниту литрата на вина кои што се испиене, меѓутоа ме радува кога луѓето се расположени, кога се со ведри лица, тогаш и животот е поубав. На годинашниот тиквешки гроздобер учествуваат 9 винарници и 2 месни индустрии. На винскиот карневал настапија околу 1100 учесници, распоредени во 27 карневалски поставки. Покрај домашните поставки на карневалот учествуваа и маски од Струмица, Прилеп, Перник, Бугарија, Птуј, Словенија, Едеса, Воден од Грција, Измир, Турција и Углевик. Симона Минова, винската кралица на годинашниот тиквешки гроздобер, заедно со кралот и градоначалникот кренаа здравица за богат и берикетен гроздобер. Градоначалникот Панов символично го откина првиот грозд. Асоциацијата на карневалски градови на градоначалникот Александар Панов на свечениот прием по повод тиквешкиот гроздобер му го врачи медалот на ФЕК за 2013. По не знам кој пат се собираме тука или на било кое друго место да чествуваме токму по овој настан. Јас сакам уште еднаш да заблагодарам на сите делегации од нашите побратимски и пријателски градови, да заблагодарам на ФЕК, бидејќи ни испрати висок представник да биде дел од нашата веселба и нашиот карневал оваа вечер. На сите вас сакам да ви посекам многу здравје, многу успех во приватниот и во професионалниот живот, да бидете сведоци на уште многу наши веселби, да бидеме заедно во уште многу проекти кои што значат многу пари од Европската Унија
и секако со насмеани лица да дочекуваме уште многу вакви празници. Нека е за многу години, нека Господ ви дава многу здравје. Имам посебна чест и задоволство да во името на Интернационалниот борд, како негов член, а посебно во името на председателот на најголемата карневалска асоциација во светот, Федерацијата на европските карневалски градови, го поздравам овој респектибилен собир овде, да го поздравам градоначалникот, председавачот на советот, сите граѓани на Кавадарци, да ви пожелам успешен Гроздобер, а пред се успешен карнавал, бидејќи сум овде во името на карневалите. Кавадарци е респектибилен член на нашата фамилија, долги години, а посебно тоа го докажа минатата година за време на одржувањето на Интернационалниот конгрес на ФЕК кој се одржа во Македонија, а и кога сите делегати од светот поминаа еден период на кој сите имаат најдобри спомени. Во тоа име председател Ван дер Крон ме задолжи да пренесам уште еднаш благодарност и во тоа име да ви го доделам медалот на ФЕК за 2013 година. Белек на Тиквешкиот Гроздобер и годинава остави детскиот карневал. Детското карневалче и годинава даде посебен белек на Гроздоберот. Ги собра најмладите од основното образование на едно место. Во над 1300 дечиња од поворката која тргна од кружниот тек па се до градскиот плоштад, публиката можеше да погледне најразлични маски под кои невино се криеа несмеаните детски лица. Пепелашки, принцези, невести, селски моми, бубамари, пеперутки, индијанци, спајдермени, бетмени, лозари, војници, гроздови, парадирани с центарот на Кавадарци. Се виде дека основните училишта го дале максимумот од себе. Во дефилето учество забележаа сите основни училишта од Кавадарци, вклучувајќи ги и подрачните. Дел од настанот беа и најмладите од детската градинка Рада Поцева. Се чини највозбудени, но и најфотографирани. Не заради тоа што беа повеќе интересни од другите, туку заради фактот што најмногу им афтаа на публиката, која со душа ги чекаше. Сите учесници можевме да оцениме дека добро ја завршиле својата работа. Костими изработени групно се мисли од страна на училиштето и костими скроени по желба на децата. Секоја група со своја целина и своја карневалска замисла, за да на крајот добиеме карневалче кое слободно можеме да кажеме дека беше една од најинтересните годинава. Дали тоа креативноста кај помладите работи повеќе или покреативни се родителите и наставниците, или пак станува збор за детска илузија преточена во маска, останува барем засега мала загадка. Како и да е, честитки за учесниците во детскиот карневал. За прв пат на Тиквешкиот Гроздобер годинава беше и Стефче Јакимовски, лидер на Гром. Пред да ужива во настаните од Гроздоберот, и Јакимовски се сретна со градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Тиквешкиот Гроздобер бил повод од викендот и лидерот на Гром Стефче Јакимовски да биде дел од настаните во Кавадарци. Во рамки на неговиот престој била и одржаната средба во кабинетот на градоначалникот, на која се разговарало и за соработката што граѓанската опција за Македонија засега ја има преку советниците од редовите на партијата на Јакимовски, ни рече во изјавата градоначалникот Александар Панов. Нема посебна цел, имаме празник и навистина сум почестен мојот колега градоначалникот Стефче Јакимовски и лидер на новоформираната партија Гром е гостин мој и гостин на Кавадарци. Јас сум почестен со неговото присуство, од причина што и бевме колеги заедно во надзорниот одбор во Зелци, се знаеме малку поодамна. Исто така се работи за уште еден успешен градоначалник во помеѓу градоначалниците во Република Македонија и човекот кој што може да се земе пример. Разговаравме за тековни работи, за огранокот кој што тие го имаат во Кавадарци, за релациите кои што ги имаме со нивните двајца советници и констатиравме дека засега ни оде добро соработката, дај Боже да продолжи и понатаму. И јас се надевам и убеден сум во тоа дека и понатаму ќе имаме плодна соработка и тие како партија, и ние како партија, и како коалиција, како на локално, така и на државно ниво. Соработката на Гром со владеачката партија во Кавадарци ја потврди и Јакимовски, при тоа изразувајќи надеж дека истата ќе продолжи. Јакимовски во изјавата потенцираше дека за прв пат е дел од Тиквешкиот Гроздобер детска желба која ја исполнува дури сега. Мене ми е драго што на Гроздоберот во Кавадарци сум за прв пат
овде, може би требало и порано да дојдам, меѓутоа еве нова манифестација која што така ми е драга и ми лежала уште од дете, еве сега за прв пат имам чест да дојдам со градоначалникот да поразговараме за наша соработка прво као градоначалници, имајќи предвид дека ние се познаваме од надзорниот одбор од ЗЕЛС. Сакавме да изразиме една подршка на него како градоначалник, имајќи предвид дека двата независни советници кои што станаат членови на ГРОМ, натаму ќе продолжат со подршка на работата на градоначалникот, значи веќе остваруваме некоја локална коалиција. И од друга страна разменивме одредени искуства и мислење околу функционирањето на локалната самоуправа, најголем дел околу функционирањето и нормално најгорливиот проблем околу финансиските средства и блок дотациите кои што стигаат од владата на Република Македонија. Легендарниот Масимо Савич за време на Гроздоберот имаше настап во Кавадарци. Во интервју за медиумите рече дека најубава е македонската изворна музика, а Елено Керко е неговата омилена песна. Дали сум задоволен овде во Кавадарци? За прват, ајој. Ви ветувам дека ќе почнам да учам и македонски, им рече на новинарите Масимо Савич, откако не се снајде баш најдобро со зборот првпат, во прашањето дали ова му е прво гостување во Кавадарци. Потоа потврди дека во највинскиот град во Македонија е првпат и е задоволен од концертот, поради тоа што публиката не ги заборавила неговите најголеми хитови од времето, кога беше дел од групата Дориан Греј и вонвременската Страна Цуночи од периодот на соло кариерата. Да, во Кавадарци сум првпат, порано во 80-тите бев често во Македонија, заедно со групата Дориан Греј, бидејќи тапанарот Дракче Симоновски беше од Штип и во тој македонски град постоеше еден прекрасен фестивал на млади музичари, но за жал тоа пропадна откако братот на Дракче престана да го организира. Во Кавадарци сум првпат и сум изненаден од количината на добрата енергија. Слушам дека овде кај вас невработеноста е се помала и помала. Се отвараат фабрики, потребно е луѓето да имаат екзистенција, сигурност за да обрнат внимание на естетиката која ја нуди музиката. Кога човек нема што да јаде, тогаш не е точна тезата на Ерик Клептон во која вели мораш да бидеш гладен за да добиеш суров блуз. Јас велам мораш да се чувствуваш добро за добро да музицираш, а состојбата во која се наоѓаш да е економски стабилна, за да се занимаваш со музика. Така и за публиката, ќе има време да слуша добра музика ако е добро, ако не, мора да избира дали парите за плин ќе ги даде за влезницата за мојот концерт. Тој обожува шардоне. Фантастично е, денеска ме понудија со шардоне и секако знам дека бев послужен со најквалитетниот производ. Немам зборови, одлично беше, рече Савич. Во 90-тите години јас прекинав да работам и мислев дека никогаш повеќе нема да се бавам со музика. Мене ми беше несватливо како луѓето можат да одземаат човечки животи. Јас не можам да преживеам смрт на животно, а не на луѓе. Не можам да смислам да работам додека беше војната и луѓе гинеа во Вуковар или Сараево. Отворив ресторан и така до 2001 година, кога се заврши. Знаете, околу себе имам одлична екипа која ме почитува, а јас имам потреба да работам и создавам. Никогаш не сум пеел песни на други автори, никогаш не сум дал ниту евро. Јас имам среќа што секогаш ми приоѓаат добри луѓе, квалитетни и тоа е тоа, со нив работам. Моето мото е ако некој му е кејв да работи со мене и јас ќе работам со него. Работам со двајца изузетни македонци во бендот, ќе кажам уште ова. Најубава е македонската изворна песна и изведбата со Гаро на Елено Керко е мојата омилена македонска песна, рече Савич по концертот во Кавадарци. Да ги заштитиме децата во сообраќајот е темата на акцијата, која овој и следниот месец полициска станица од општа надлежност Кавадарци ќе ја спроведува низ училиштата. Деталите полицијата ги најавува преку соопштение до нашата редакција. Со почетокот на новата учебна година во месец септември се очекува голема раздвиженост во сообраќајот, особено на пешаци, меѓу кои како најзагрозена категорија ќе бидат децата кои за прв пат поаѓаат на училиште, првачињата и дечињата од забавишните групи, како во училиштата, така и од предучилишните установи. Децата од оваа категорија се најмлади учесници во сообраќајот,
кои при одење и враќање од училиште можно е да се задржуваат или се играат на сообраќајните површини околу училиштата или пред домот каде што живеат, со цел за запознавање со опасностите при движење во сообраќајот, поради безбедно и нормално движење во сообраќајот, односно запознавање со најкраткиот пат од домот до училиштето, полициското оделение за безбедност на сообраќајот на патиштата Кавадарци во содејство со Општинскиот совет за безбедност на патниот сообраќај Кавадарци и Министерството за образование и наука ја планираат сообраќајно-воспитната акција да ги заштитиме децата во сообраќајот. Понатаму во соопштението, полицијата ги пренесува деталите од акцијата. Ке бидат посетени сите основни училишта во градот Кавадарци и општина Росоман од страна на инспекторот за превенција по сообраќајни работи Диме Крстев и Комисијата за едукација при Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кавадарци ке се изврши воспитно, образовно и едукативно предавање и укажување на основните правила и прописи за безбедно учество во сообраќајот, правилата за движење на пешаците по тротоарот, по коловозот, на обележан пешачки премин, како и функцијата на светлосните сообраќајни знаци семафори. Исто така во основните училишта на погоден начин ќе се потсетат одговорните вработени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој гласи: воспитно-образовните организации се должни при прием на ученици во прво оделение да им го соопштат нивниот најбезбеден пат и начин на доаѓање и враќање од училиште. Исто така ќе бидат поделени плакети и брошури во врска со движењето на пешаците во сообраќајот во сите основни училишта и други јавни објекти. Ке им биде укажано на родителите што им е обврска, истите да ги доведат децата до училиште и им го кажат најкраткиот и најбезбеден пат до дома. Полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај Кавадарци во месец септември и октомври ќе испраќа и поставува сообраќајни контроли служби во близина на основните училишта во Кавадарци, доаѓаат и се враќаат од училиште поради регулирање на сообраќајот и безбедно поминување ученици на раскрсниците, стои понатаму во соопштението. Затоа што во густ и интензивен сообраќај, наведува полицијата, се кријат безброј опасности, а сите ние имаме по еден живот, токму затоа треба да го зачуваме. Затоа внимателно, предпазливо и на штрек. Среќна и успешна нова учебна година на сите првачиња им посакува полициска станица Кавадарци. Светот денеска го одбележува Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка. Со посебен акцент денешниот датум го одбележа и природно-математичката секција при Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Светот денеска го одбележува Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка со цел да се привлече вниманието за важноста на зачувувањето на озонот и поттикнување на најмладите да мислат на тоа. Со посебен акцент денешниот датум го одбележа и природно-математичката секција при Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Учениците од природно-математичката секција преку видеопрезентација ги потенцираа значењата и штетите на озонот, за кои пред нашата камера говореше професорката по хемија Ценка Тодорова. Денеска ве поздравуваме со еден еколошки поздрав, се со цел да се подигне свеста за заштита на озонската обвивка. Најпрво да го означиме и да го објасниме зборот озон. Озон е молекула од 2 атоми на кислород и 1 атом од радикал на кислород, односно 3 атоми на кислород. Најголем дел од озонот се наоѓа во стратосферата, а тоа е дел од атмосферата кој се наоѓа од 10 до 40 км над земјината површина, што значи дека во тој дел се наоѓа заштитната обвивка од озон. Озонот представува филтер или штит на штетните ултравиолетови зраци, а со тоа не штити и од глобално затоплување. Уништувањето на озонот може да биде последица од природните појави кои што се јавуваат во атмосферата, меѓутоа еден и од најбитните фактори представува уништувањето од страна на човекот. И тоа најчесто преку индустријата, и тоа автомобилската индустрија, индустријата за производство на фреони. Фреоните CFC или хлорофлуорокарбонати се користеле како средства за ладење и
спрејови аеросоли кои што содржат реактивен хлор кој ја цепи молекулата од озон. Ако еден атом хлор ослободен уништува еден атом кислород, тогаш тие CFC производи не би биле сериозна закана за озонската обвивка. Но хлорот представува катализатор во таа реакција, уништувајќи многу молекули на озон. Со откривањето на последиците од тие производи, САД целосно ја забраниле нивната употреба, но некои посиромашни земји како Кина и Индија не се придржуваат до меѓународниот договор, па се до 1 јануари 1996 година, кога CFC химикалиите се целосно исчезнати од производството, но не и од атмосферата, бидејќи една молекула од хлор патува околу 50 години до заштитната обвивка. Што е превземено за заштита на озонската обвивка? Значи, направени се многу обиди, но со создавањето на Виенската конвенција во 1981 година за заштита на озонската обвивка, превземени се глобални мерки. И тоа земени се нови соединенија кои се користат како фреони. Со делување на тие соединенија директно на озонската обвивка се сузбиваат веќе емитираните хлорни атоми и тоа со испраќање на флота авиони од 5000 тони органски соединенија над Антарктикот, бидејќи таму поради природните фактори озонската дупка пораснува побрзо од вообичаеното. Постојат и поголем број на планови кои што се со поголеми трошоци, меѓутоа за нив би било потребно согласно од повеќе држави за да биде заштитена озонската обвивка на глобален план. Од 1995 година, 16 септември, во светот се одбележува како Меѓународен ден за заштита и зачувување на озонската обвивка. Експертите истакнуваат дека озонската обвивка има значајна улога во заштитата на животот на земјата и дека тој е одговорен за спречување на околу 98% од UV зрачењето. За 8 месеци хидроцентралата Дошница кај Демир Капија има произведено 16,5 милиони киловат-часови електрична енергија. Долготрајната суша што го имаше зафатено и подрачјето на општината Демир Капија предизвика намалување на водостојот на реката Бошавица, а паралелно од оваа појава се намали и производството на електрична енергија. Според информациите што ги дојдовме од вработените, од пред неколку дена хидроцентралата работеше со една турбина користејќи вода од 500 литри во секунда. Така дневното производство изнесува 20.000 киловат-часови електрична струја. Бидејќи е значително намалено производството на електрична енергија, деновиве овој електроенергетски капацитет престана да работи со цел да се очисти каналот и да се извршат некои поправки. Во застој ќе биде околу 10 дена, а потоа ќе биде активирана едната турбина. Доколку се подобрат хидролошките услови, ќе бидат активирани уште двете турбини, при што ќе се реализира годишниот план од 18 милиони киловат-часови електрична енергија. Ако и во втората половина од оваа година беа поволни хидролошките услови, хидроцентралата Дошница кај Демир Капија ќе произведеше рекордно производство од над 23 милиони киловат-часови струја, како што беше случај од пред неколку години. Инаку за изминативе 8 месеци оваа година има произведено 16,5 милиони киловат-часови. Поред оваа производство се претпоставува дека годишниот производствен план ќе биде реализиран, а можеби и надминат. Кавадарци повторно ќе живее со ракометот, ветија градоначалникот Александар Панов и Ракометната федерација на Македонија. Првиот чекор беше ракометниот перформанс кој се одржа во рамки на Тиквешкиот Гроздобер. Некогаш препознатливото ракометно Кавадарци повторно ќе живее со овој спорт. Вака барем ветија викендот во рамки на Тиквешкиот Гроздобер градоначалникот Александар Панов и Ракометната федерација на Македонија. Деталите биле прецизирани на средбата што се одржа во кабинетот на кавадаречкиот градоначалник, а дека станува збор за проект кој ќе го заживее ракометот, потврдува и председателот на федерацијата Живко Мукаетов. Како што и најавивме како федерација,
една од целите е да дефинитивно се и занимираат градовите во Македонија, да посебно околу младите генерации поработиме да што повеќе деца почнат да се бават со ракомет, со спорт. Значи и во рамки на тоа е тука за големиот празник за Тиквешкиот гроздобер, благодарение и на нашиот голман од Диви кој е препознатлив знак на Кавадарци, значи да еве малце направиме една анимација, федерацијата малку ќе донира опрема во делот на ракометот, малку еве ќе има тука еден настан врзан со тоа и да заедно најдеме начин, разговараме и со градоначалникот да што поголем број деца се занимираат во тој дел. Целата работа е всушност голем проект кој еве за среќа почнува и во Кавадарци, а деталите ги пренесува спортскиот директор на репрезентацијата Стефче Алушевски. Мислам дека повеќе регионални центри кои што беа познати по ракомет во Македонија ќе заживеат под спонзорство на федерацијата и во соработка со локалната самоуправа. Ние како федерација аплицираме за да се во Европската федерација за воведување на мини ракомет, нешто што ќе биде застапено во основните училишта за анимација на децата уште од најмала возраст, да преку клубовите кои што ќе бидат во градовите, значи го направиме ракометот што помасовен. Со таа масовност би извадиле нови Петар Ангелов, Стефче Лушевски, Наумче Мојсовски. Дали Кавадарци има шанси да биде ракометен град како некогаш, еве што мисли градоначалникот Панов? Во Кавадарци не треба многу промоција, бидејќи Кавадарци е град на ракометот, меѓутоа еве заради некои случувања во минатото, ракометот е паднат можеби на најниско ниво и морам да кажам дека да не беше локалната самоуправа и Сојузот на спортот кој што како институција го восстановивме, буквално Винарска визба Тиквеш или тогашниот тим, каде што главен спонзор беше Винарска визба Тиквеш, ќе пропаднеше. Меѓутоа, не можам да се пофалам дека сега е на многу високо ниво. Основната цел со денешното случување е да анимираме што е можно повеќе млади во овој спорт, бидејќи овој спорт има и ген во Кавадарци, а понатаму преку Сојузот на спортовите и преку наоѓање на стабилен спонзор да инвестираме и во градскиот ракометен клуб Тиквеш, кој што заслужува да биде дел од првата лига, односно од највисокиот ранг на надпреварување во Македонија. Во дел од младите кои има можност да ги следам, веќе препознавам ракометен потенцијал. Нема сомнеш дека градот може да го врати ракометниот сјај, вели поранешниот репрезентативец Петар Ангелов Диви. Па, како моментално се гледа дека има потенцијал, треба да се работи, како што каже и градоначалникот, треба да се афирмира, да се уложува, еве, подрачка од Ракометна федерација, значи, сега моментално се работи на тоа и мислам дека ќе има Кавадарци клуб кој ќе игра во Суперлига и ќе наследат како што е Ангелов или Лалушевски или Мојсовски и сите тоа. И годинава во рамки на Тиквешки гроздобер се одржа турнирот во Цајкова табло. Цајкова табла и годинава за љубителите на овој спорт во рамки на Тиквешкиот гроздобер. Турнирот се одржуваше во малиот парк наспроти полицијата, а почетокот го означи првото табла надмудрување помеѓу градоначалникот Александар Панов и најмладиот учесник Кавадарци, Неготино, Штип, Радовиш. Сите со своји представници играат табла за најдобрите 3 места. Најуспешните и годинава ги прогласи Томе Чемески, кој воедно се заблагодари на градоначалникот и советот што дозволија да продолжи традицијата на Цајковата табла. Манифестацијата Тиквешки гроздобер повеќе години уназад се организира таблијада. На денешната таблијада имавме неколку импозантни бројки, мораме да ги нагласиме, а тоа имавме рекорден број од 48 учесници и тоа од Кавадарци, Штип, Неготино и околината на Тиквешијата. Надпреварите поминаа во фер и спортски надпревар, мајсторите си победија, другите му пожелуваме идната година да победат. Сега сакам да ги прогласам победниците. Трето место на надпреварот, кој се одвиваше во многу фери и добри услови, е Астарџиев Пане од Неготино. Второ место
на денешниот пратвар Рамов Јане од Кавадарци. Шампион на денешниот пратвар е Ивановски Ване од Штип. Приготвивме и две благодарници за нашите гости. Една е за екипата од Неготино, представникот од Неготино, и втората е за екипата од Штип. Оваа манифестација повеќе години се одвива благодарение на Советот и на општина Кавадарци и градоначалникот кои ни дадоа сестрна поддршка. Им благодариме и в година уште да биде помасовно. Во чест на селската слава Мала Богородица, местната заедница Возарци организира турнир во мал фудбал. Од местната заедница Возарци денес ја информираат јавноста дека во Возарци на 19 и 20 септември по повод селската слава Мала Богородица се организира турнир во мал фудбал, а пријавувањето е до 18 септември. Учеството е по 1000 денари по екипа, а сите заинтересирани може да се пријавуваат заради учество на самиот турнир кој го организира местната заедница Возарци. Очекуваме деновиве надлежните во општината да ни ги исчистат улиците, да се сменат уличните светилки, а исто така да ни пуштат и финансиски средства за турнирот. Некои од донаторите веќе ни донираат дел од средствата неопходни за одбележување на селската слава како што доликува, а очекуваме некои тоа да го сторат до денот кога традиционално како и секоја година ќе славиме, рекоа од местната заедница Возарци. Времето утре ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и ветровито. Температура до 30 степени, УВ индекс 5. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.